На програмата за одржување на 26-та манифестација Денови на Кочанскиот турист денеска беше промовирана монографијата Горни подлог низ историјата од Илија Стојанов, која што се одржа во дворот на црквата Свети Јован Крстител во Горни подлог. За идејата и запишување и издавање во печат на монографија за Горни подлог, повеќе од изјавата на авторот Илија Стојанов. Горни подлог е село што го зафаќа централниот дел на Кочанската општина, село кое што изобилува со убава геоположба, село кое што датира некаде од 12 век. Меѓутоа, времето го прави своето. Овде поминале повеќе, земјишето било многу обработливо, богато и затоа било дадено на беговите, кои живееле горе во Зрновци, Виница и другите делови. Меѓутоа, прогресот го забележува во периодот на почетокот на 20 век. Ако зборувам за ова, најдобро може да се види во самата монографија. Од Горни подлог забележани се настани кои што се присутни и запишани во историјата, во нашата македонска историја и во историјата надвороднија. Ке следна податоци и во историјата на соседна Бугарија, запишани во архивите на Софија. Рецензент на монографијата Лазар Лазаров, кој истакнува дека му представува задоволство да биде дел од монографијата на населеното место токму од неговиот крај. Многу сум среќен и радосен што се наоѓам меѓу своите мештани, бидејќи потекнувам, рекоте, од Зрновци. И тука сум израснен и тука ме врзува. И токму затоа плюс и школски другар од гимназија или колегата, да, и школски и колега од факултет. Тоа ме врзува и мило ми е што дојдов тука меѓу своите да ја промовирам оваа монографија за селото Горни подлог. Вистина авторот вложил голем труд, голем напор и успел. Тоа представува, значи, сведоштво кое останува за сегашните и идните генерации. Во рамките на Деновите на Кочанскиот турист, вечерва на програмата е закажана промоција на збирка раскази Говорот на срцето од Славица Цветкова, а утре во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажана представата Отворач на конзерви.